сведеме да народот не разбира. Ова што власта го збори, народот не го разбира. СМ дистрибуција, ако биде продадена на еден приватник, се едно кој, тој нема да биде мотивиран некој од далечени села да ги снабдува со електрична енергија, тој ќе му биде скапо. Тој ќе се мотивира од својот профит и ако има испад на електричната енергија, да речеме во Маврова за Нова година, како што имаше годинава кога јас бев, нема да дојде екипа баш на 31 декември во 12 да го поправи дефектот, оти ќе рече за Маврова, за 10 куќи јас да доаѓам. Па не сум јас луд да си трошам пари, време и труд. Кој ќе го натера него на 31 декември? Морам да реплицирам, мислам дека странски реномирани екипи компании ќе си го стават рейтингот за Маврово на увид на македонската јавност? Ќе се водат од профитот, нема да се водат од тоа да 10 куќи во Маврово, баш тие 2 сати компаниите, корпоративните и за корпоративниот имидж. Значи дека во Европа случај како Маврово нема струја. Таму каде што тие оперираат, во Чешка или во Австрија, по тие села и за поединечни вили. Забавањето со електрична енергија е универзален сервис. Тие 4 и се именува снабдувач на најоддалеченото место. Значи, бидејќи електричната енергија е незаменлива енергија, секојаш се обезбедува снабдувач на последната куќа. Во овој случај и тој е регулиран. Значи, неговата работа се регулира од државно тело, од државна институција, тоа е регулаторна комисија за енергија. Тие 4 за кои зборуваме се државни, разберете. Тие 4 за кои зборуваме се државни и нормално дека тие се грижат за своите најоддалечени села. Тие 4 други пазари и нигдека не сум чула дека оставиле некое село непокриено со електрична зона ниедно не е приватизирано. Во втората синхрона зона, многу добро знаете. Образложенијата од Грција до Словенија ниеден не е приватизиран. Значи, еден дел од новите ЕУ директиви е токму тоа. Да имате до последното место обврска за снабдување. Тоа се вика универзален сервис.